Катедрата на Александрија била многу силна во минатото. Денеска постои, знаете, Александрийска патриаршија, исто така која е за почит, но повеќе во секој случај е заради минатото на таа славна патриаршија. Таа е во Египет. Тие знаете дека Александар Велики бил закопан во градот Александрија, од кога починал. Александрија е и денеска во денешен Египет. И денеска ги славиме 20 Александрийски патриарси. Свети Атанаси и Свети Кирил Александрийски. И двајцата големи светила на црквата православна. Свети Атанаси може би и друг пат сум ви говорил за неговиот голем допринос во богословието на црквата. Денеска сакам два збора да ви кажам за неговите гонења. Дури 5 пати, не еднаш, не 2 пати, 5 пати бил изгонен од неговото владичанско место. Затоа што сакал да ја запази правата вера. Секој што сака правилно да работи во овој свет, браќи и сестри, може би сте приметиле, има проблеми, но особено во црквата е тоа. Затоа што во црквата владетелите особено се мешале. Сакале тие да господарат со црквата. И еве како се постигнало дури во Велика Британија и денес врховен поглавар на црквата е кралот, односно кралицата. Може тоа да го замислите. Да не биде, значи, синодот да не раководи со црквата, туку да раководи кралот или кралицата. Да има, не да раководи, пак раководи може би синот некој таму, ама има врховно значење, последно значење. Ако речи поинаку од што вели синодот, кралот или кралицата, така ќе биде. На тие работи се застанал против Свети Атанаси Велики, кој бил епископ во Александрија, ама затоа ги подигнал страстите на владетелите во тоа време. Тие мислеле исто така, се обидувале барем да го наметнат своето мислење во црквата. Ама овој стамен маж со карактер не им дозволил тоа на царевите во тоа време да се мешаат во црквата и во црквените работи. И затоа 5 пати бил изгонет од катедрата. И по неколку малку години, по 2-3, ама и по повеќе, и од 10 години бил гонет од црквата. Меѓутоа народот тоа знал да го цени и да го почитува, и еднаш поголема била црквата од ова што сега имаме, го изнесол кога дошла полиција, ајде ќе наречеме полиција, царски службеници вооружени да го уапсат Свети Атанаси на служба. Се собрал народева како што и јас седев тука на престолот и тој седел на престолот, ама бил низок по раст. Не бил Атанасиј многу висок. И се собрале повисоки од него, полицијата не забележала дека го изнесле од црквата луѓето за да го спасат. Зашто кој е смислот да каже, јас сум Атанаси Велики, мене скинете ми ја главата.
Не затоа што уште многу долги години тој го управувал стадото и ја управувал идеологијата на црквата. Затоа биле благоразумни тие мажи. Ама исто така негов наследник на Александриската катедра е денес кој го славиме Свети Кирил Александриски. Негова заслуга е толку големото почитување на Богородица кој е стигнало до наше време. Тој меѓу првите кој ја нарекува Богородица, Богородица. Тогаш постоеле спорови одредени дали Богородица која не ја викале тогаш Богородица, само Марија, како денес слушате римокатолиците Марија ја викаат, дали родила и Бог и човек или само човек? Ако родила само човек, како што раѓаат денешните жени, тогаш не може да биде Богородица. Ама таа го родила Бога кој дошол меѓу нас како човек. И затоа името Богородица и соодветствува. Најдобро ја искажува нејзиното дејство во црквата, ако ја наречеме Богородица. Нема да не се наљути, таа и Марија да ја наречеме. Меѓутоа, колку поголема почит ќе искажеме кога знаеме дека таа е Богородица, дека таа Бога го роди. Тоа е врвот на нешто што не може да го замисли човекот, не може да го замисли години и децении и векови да се роди една жена која нема да му се спротистави на Бога и да му рече: абе, како можеме да го родам Бога, јас сум обичен сртен човек. Богородица го мисли тоа, знае понижена, понизна, знае дека е слугинка Господова, ама молиме Господа нека биде волјата Твоја. Не значи волја моја ако е, ќе можеби ќе сакам и Бог да бидам, ама не можам да бидам Бог. Тоа го догматизира Свети Кирил Александриски, чиј спомен ден го празнуваме. За разлика од него, тогаш во Константинопол, или денешен Цариград, постоел еден патриарх со друго име, Нестори, кој велел дека Христос е само човек и затоа не прифаќал Марија да биде наречена Богородица. Но со текот на времето, гледате како текна, не може одма. Во црквата ништо одма не бива. Ако одма нешто биде, да знаете, тоа е сомнително. Се со макевија, ево го спомнавме Свети Атанасий Велики, 5 пати гонет. Па знаете што? Да не може книга една да ја остави таму и да знае дека ќе најде на истото место. Тоа значи 5 пати гонет да бидеш. Ама такви луѓе ја мотивираат и денешницата. Такви луѓе ни велат денеска: немојте да се прилагодувате само на власт која е денес е, а утре не. Бидете стамени, бидете исправени пред предизвиците. Тоа ни го кажа овие големи оци на црква. Затоа се големи. Затоа ги Свети Атанасий живее, роден е негде крајот на 3 век, во 4 век живее,
Знаете колку време има поминато? Теде сме 21 век. Ама неговото име не забораваме. Ние градиме храмови во неговото име како што е овај храм. Затоа што се покажале стамени стабилни. А кој од нас не сака за нешто стабилно да се фати? Не само кога се дави, а ние често пати во животот се давиме. Сакаме да се фатиме за нешто стабилно, за да можеме да ги издржиме сите напади во животот. Ете го тоа стабилно за кој што можеме да се фатиме. Свети Атанаси Александрийски, Свети Кирил Александрийски, тие се репери за кои можеме да кажеме дека ни се покажале во животот дека се стабилни маркери. Ајде денес со модерен речник ќе кажам, стабилни показатели на се она што се случува. А во денешницата во која имаме и да имаме такви, треба да знаеме да ги, прво да ги распознаеме, а после да ги почитуваме. Тешко е некој светител, браќи и сестри, да биде распознат уште за живот. Затоа што многу има завист, кај луѓето многу љубомора, значи има и тие дури после неколку време од смртта можат да бидат распознати и народот тоа ги признава. Ама ова што Свети Атанаси може да биде, да кажеме, показател за љубовта која ја има народот кон него, зашто народот знае да ја распознае вистината од лагата. Тој ја кажува вистината. Меѓутоа, не можеме да бараме сите да се жртвуваат. Јако биле сериозни луѓето што го спасувале во тоа време, 5 пати во гонење. Не можеме да бараме и тие да го дадат животот. Ако сакат, ќе го дадат. Некој може би и го дале. Меѓутоа, почита која ја заслужил Свети Атанаси, токму заради делото што го прави. Колку се оддалечуваме од времето во кое што живеел, толку повеќе сваќаме големината на неговото дело. Зашто денес, особено во 21 век, ги имаме сите можности да изградиме една контура како го поминувал животот Свети Атанаси. И тоа е зачудувачко. И порано секако некакви сегменти биле познати, ама не се. Сега е многу полесно да се дојде до правилни податоци за секој од них, а особено за големите светители во кои припаѓа Свети Атанаси Велики. Затоа, браќи и сестри, од такви примери да се учиме. Такви те животни патишта да ни бидат инспирација за животот. Затоа и ги спомнуваме светителите, иначе која е смислата да ги спомнуваме? Многу му е важно на Свети Атанаси што ние го спомнуваме. Тој има место пред Бога. За нас е важно што го спомнуваме него и неговото име и Свети Кирил Александрийски. Милоста Божја нека биде со вас, нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.